како општина продолжуваме со мерките за подобрување на условите и подобрување на животната средина во нашиот град. Како што знаете, минатата недела ги исплативме средствата што беа на граѓаните што аплицираа за проектот инвертор клими и велосипеди, зашто помалку да се користи огревното дрво и моторните возила за граѓаните. Ова е третиот проект кој што го направивме како обновливи извори за енергија, како што кажав, поставувањето на фотоволтаичните системи на овие два објекти и мислам дека со тоа покажавме дека имаме дупли бенефит. Прво, како резултат се намалува средствата за електрична енергија, а второ, како подобрување на животната средина и екологијата во нашиот град. Општина Прилеп ќе продолжи со вакви и слични проекти, се со цел да имаме подобрување на животната средина и подобро живење на нашите граѓани во нашата општина. Вредноста на проектот е 3.300.000 денари, кои што се обезбедени преку Министерството со учество и на локалната самоуправа од Прилеп. Поддржуваме и ќе поддржуваме понатаму вакви проекти за заштита на животната средина, бидејќи со овој проект во Прилеп 5-6.000 килограми минимум CO2 ќе биде ослободен, ќе заштитиме Пелагонискиот регион целосно, бидејќи толку помалку ќе има загадување на воздухот пред се во Прилеп. И исто така јавното претпријатие и Центарот за церебрална парализа ќе направи заштеда во потрошокот на електрична енергија, што е уште еден дополнителен, да речам, стимул кон заштитата на животната средина, бидејќи знаеме Македонија генерално се загрева на јаглено термоелектраните. Она што е многу важно, го поддржавме ние до проектот, бидејќи градоначалникот, како што кажа, општината и другите општини финансираат средства во делот на заштита на животната средина и со ова ние де факто помогнавме и се вклучивме во акциите кои што и плановите кои што ги имаат општините за заштитата на животната средина. Како што не информира градоначалникот, веќе овде проектот во Пазари Евотек функционира, додека во Центарот за церебрална парализа останува да се направат приклучоците и таму во најскоро време ќе почне да се стави овој систем во функција. Овој проект го реализиравме преку Министерство во програмата за регионален развој на Министерството за локална самоуправа, преку Бирото за регионален развој, а секако најзаслужен иницијатор на овој проект е градоначалникот на општина Прилеп, бидејќи тој го иницира. Ова е еден од проектите на Центарот за развој на Пелагонискиот регион кои што беа за 2019 година. Исто така во 2019 имавме одобрени проекти од околу 40 милиони денари за цел Пелагониски регион, во кои беа вклучени сите 9 општини, додека за оваа година имаме одобрени проекти од 38 милиони денари за цел Пелагониски регион, исто преку ова програма за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа. Секако пак е тука вклучени Прилеп со набавка на едно комунално возило за собирање на отпад.